Надлажување. Чита Александар Станојков. Си имале тројца браќа една куќа што му чинела 3000 гроши. Си бил еден стар човек што си имал една ќерка, многу лична, токму на 12 години била. Немало момче што да ја неќе од што била убава. Арно, ама старио, девек татко е, ја давал на тоа момче што ќе можел да го надлажит. А ако се надлажит старио, да му ја дајт ќерка му. А пак ако се надлажит момчето, да му дајт на старио 3000 гроши. Знаејќи тројцава браќаот имаше старио лаш лична ќерка, секому му дзивкало за да ја земи за невеста, ама никој меѓу себе не си кажал од ја сакаат. Тики си намислиле да ја продаат куќата и да одат да го надлажуваат старио. Еден ден беше ја продале куќата и беа си делиле парите, секому по 3000 гроши. Сопрво отишол по старио брат кај старио да се надлажуваат и му и дал 3000 гроши да стојат у старио, дори да се лажат. Му извил старио првин една погача многу голема, ѓоа ќе ја кршит и му рекол на постариот брат: момче, али си видел до сега ваква погача уба и олку голема? Бре, братко, кај ќе видам олкаа голема погача? Рекло момчето. Оваа погача е за чудење. Ете, момче, како те излагав, му рекол старио. Дај, ако имаш уште 3000 гроши и со друга лага да се лажиме. А ако немаш, ај да ти видам плеките, стануј дури бргу и ај си. Кога чу тој збор, момчето стана и нога за нога си отиде дома и си крена мотиката на рамо, за да биде аргатин да копа влосијата. По некоја недела отишол и средниот брат, ѓоа да го надлажит старио и да му ја земит ќерка му. Арно, ама и тој не могол да го изложит, туќе си приќосал 3000 гроши и си ошол дома омацурен. Најмалиот брат и сетилот и браќа му беа пошле кај старио, и оти беа си приќосале парите. Ја чекај да види тој стар лаш, си рекол со умот по малиот брат, какво машко сум јас и како ќе му ја земам ќерка му. И туку беше му се истресол едно утро на старио. Влегувајќи во двор, го видела ќерка му од пенџере и е тропнало срцето за него, чунки и тоа било многу лично и назлан во одот. Откога сториле здраво и живо со старио, беше му и дал 3000 гроши испроти адетот што го имал старио. Бирбаш беше извадил старецо големата погача. Момче, да си видел олкаа голема и убава погача? Диморе стар дедо, ај татко ми Бог да го прости што имаш една погача, 1000 пати беше поголема од твоја и пуба. Сета војска царска ја ранеше и на сирома си раздаваше, нас не ранеше и на заем по комши даваш. Понадака и болни носеше и пак цела му стоеше. Али чу старче што ти кажав? Може да било, рекол старио, што нема на веков. Која е така, дај ми ја ќерката и 3000 гроши. Втората лага му ја извел старио. Еден ќутук борина си осаде глужје и му клал секирата згора на борината. Ами знаеш бре момче како се цепи ќутуков од боринава? Ами како не ќе знам, како сум гледал татко која и цепеше, наеди му дагата и удри му секирата, вака гледај старче, како ќе го расцепам ќутукот. Го исцепил и му ја валил секирата пред старио. Старче, имаш уште лаги, му рекло момчето. Али ќе ми ја даиш ќерката и 3000 гроши? Ја донеси мори ќерко, ја рекол старио на ќерка си, јарца коња да видит момчево. Отишло девојчето, та донесло еден голем јарец заоздан со коњска узда, со седло и узенѓи. Бре момче, али си видел ваков коњ до сега? Диморе старче, му рекло момчето, коњов твој ојд поземи, а татко ми што имаше петла коња по небеси и поземи одеше, а не како јарца коња што си го извелти. Слушај старче, со петла коња татко чудо што направи.
Си имавме едно улиште што си вадевме од него мед за да облажуваме сета куќа и по комшии да даваме, а пак пчелите ни беа наместо воло и крави. Едни си молзевме, а други си испрегнувавме да ни ораат. На сите пчели татко беше му клал по едно име. Која калешка, која лиска, треќа, бреза, четврта, сурка, пета, саѓинка и така на сите беше му клал друзи имиња. Одошто беше мераклија татко на нив, ти секоја вечер ќе седнеше до кошарка да и пречекува пчелите од пасење и да и преброва како овци на страга. И ќе се дојдеше некоја да си влези в кошара и татко ќе си ја погалеше со рака. Ами, па што беа кротки да знаеш, старче, како некој јагниње. Една вечер беше и пребројал и усетил оти две пчели не беа дошле, калешка и лиска. Утрото рано го спрема петла коња, му се врли на рамена и отрча се бодињаница по поле за да и бара. Бара вамо, бара тамо, кога гледат, ете и преку езеро кај си орал некој човек со нив. Сакаше да појде да си иземит, ама немало мост да поменит, ниту пак некој кајк да влези. Стојал и туку се думал, мислел како да појде за да се иземе чунти. И ти да беше бре старче, ќе бараше крај да се иземиш чунти. Стока е мила, ми не е така, старче? Кога е така, ај дај ми ја ќерка ти, не мачи муште да те лажам, ама ај да ја довршам лагата за да се видиш и познаеш мајсторот, бре старче. После, старче, стоејќи таткот, замислен со раката в джеп, си нашол една семка од тиква и веднаш беше насадил в земи и дури се позавртел, беше никнала тиквата и беше пуштила една ластунка преку целото езеро како некој мост. Мене лага, тебе вистина, старче. Сакаш веруј, сакаш не веруј. Кога виде татко ластунката пуштена преку езеро, дупнал петла коња од лист на лист, какара скукара, беше прешол кај човекот што беше не изел пчелите, беше се скарал јако со човекот, беше го страмил, беше го резил чит до тука, заошто туѓи волои да спрегнува. Си изел пчелите, си тоарил на петла коња и по ластунка си преишол езерото и си дојде дома. Кога го видовме, ти беше си и нашо пчелите, сите стрчавме од куќи радосни, ти се нагрваливме околу пчелите и да бакнуваме и да си милуваме. Испотен бидејќи петла коња, му симна саморо татко за да го избриши од потта. Кога гледа, садно беше отворил на плеките коџамити рана. Баба ми пак беше лекарка што знаеше да лекуваат со билки чемериќи. Тики зеде еден орев зелен, го столчи со теслата на еден камен и му го кладе на раната од петелот. По 24 сата туку порасне еден орев голем, до немај каде и за чудење големо. Заврза орев и уздрел да сами од себе ватија да капат поземи. Мене лага, дедо, тебе вистина. Кога се нагрвалија врашки деца да собираат ореи, се разврлија со грудки и стапуи и се напри една нива на орео згора, чунки се наврла земја од грудките што врлаа децата. Кога виде таткот и се стори нива, се качи со две пчели и ја изора, та ја посади бостан. Сакаш веруј, сакаш не веруј, дедо, во 24 сати уздреа лубениците. Кога видов јасот и уздреа лубениците, бидејќи дете, скинав една најголема и ја пресеков. Кога што да видам натре? Една змија свиткана како колак. На страот згора. Ја удри во земји и ја стапив со нога преку полојна. Од страв што виде змијата, туку извади еден ферман така толков голем. Ете вака, дедо, чу сега што ти кажав, али не чу? Чу, бре, синко, туку како не го пеа фермано да видиш што велеше? Му рече старио. Ами како не го пеав? Заде една го пеав? 3 пати, 3 го пеав. Знаеш што велеше дедо фермано? Нека ти ја дај стариот ќерка му и да не зборува многу. Не беше останало друг збор за старио, отколку да му ја дај ќерка му и си беше...